Здраво на сите, јас сум Александар Маџаровски или Читачот. Обично кон крајот на годината се прават секакви топ листи на најслушани албуми или најгледани серии или филмови или најчитани книги. А јас во ова видео ќе зборувам за 5 од 10 омилени романи во издание на 3. Значи ова се сега ќе зборувам за 5 од моите омилени книги, а во второто видео, во продолжението, ќе зборувам за останатите 5. Ова се книги во издание на 3 кои што сум ги читал, кои што ми оставиле впечаток и од се срце ви ги препорачувам. Еден од писателите кој што 3 верно и долги години го издава на македонски јазик е јапонскиот писател Харуки Мураками. Харуки Мураками има голем број фанови и читатели во Македонија и знам дека е популарен. И не можам да кажам дека сум ги прочитал сите дела негови кои што се издадени на македонски во издание на 3, меѓутоа имам прочитано добар дел. И од она што сум го прочитал, морам да кажам дека се уште првиот роман што го прочитав од него, Норвешка шума, ми е фаворит. Норвешка шума е за еден човек Тору Ватанабе кој што седејќи еден ден во авион ќе слушне инструменталната верзија на Норвешка шума од Битлси и почна носталгично патешествие во минатото, во деновите на неговите студентски денови во Токио во доцните 60-ти години, тој студентски живот и неговата позиционираност и неговиот живот помеѓу две многу интересни девојки, два многу фасцинантни лика. Од една страна ја имаме Наоко, која што е една речиси, има една аура на мистичност околу неа, повлечена, нежна девојка. Од друга страна ја имаме Мидори, кој што е целосен контраст на Наоко, кој што е целосна, полна со живот и сака да го искористи се она што и доаѓа во пресред. Значи, има она што ми се допаѓа во романот и што има прекрасни ликови и што има одредена атмосфера, можеби малку меланхолична, меѓутоа многу емотивна и убава атмосфера. Норвешка шума е се уште мој омилен роман од Мураками, а и што да правам кога многу ја сакам песната Норвешка шума од Битлс. Вториот роман кој што сакам да го препорачам и за кој што сакам да кажам нешто накратко е Меланхолија на отпорот од Ласло Красна Хоркај. Ласло Красна Хоркај, да, името малку му е тешко за изговарање, е веројатно најчитаниот и најпопуларниот унгарски писател во моментов. Ова е едно од неговите најдобри дела. Исто така во издание на 3 го има и Сејобо, таму долу. Меѓутоа тој роман не сум го читал, а ова за мене е литературата во најдобро светло. Неговиот стил е фантастичен, се работи за едно унгарско провинциско градче во втората половина на 20-тиот век, не знаеме точно кога. Градче обвиено во мистична атмосфера, зимска атмосфера, се гледа за поставеност во градот, не е собрано ѓубрето, има нека чудна атмосфера и токму тогаш во градот доаѓа еден патувачки циркус кој што со себе има само една атракција, а тоа е еден џиновски препариран кит. И цела таа група на луѓе, таа трупа, тој патувачки циркус околу себе собира секакви сомнителни ликови и тоа едноставно кога доаѓаат во тој град со себе носат една атмосфера на антиципација на нешто катастрофално, на некаква незгода, на некаква несреќа што треба да се случи. Тука едни од главните ликови се и господја Естер, тоа е една дама, една господја која што сака да едноставно да контролира во градот, да наметне некакви си своји вредности, да преземе контрола врз градот. И веројатно најубавиот лик е поштарот Валушка, еден идеалист, сонувач, кој што ги сврзува сите тие ликови, сите тие случаи во романот. За да сватите за што станува збор, ќе мора да го прочитате овој роман кој што навистина ви го препорачувам и е едно од ремек делата на современата книжевност. Третата книга, или можеби подобро речено две книги за кои што сакам да ги препорачам заедно, се од еден ист писател, автор, значи не станува збор за романи, станува збор за книгите на Виктор Франкл. Виктор Франкл е еден многу познат психолог и на некој не се смета за зачетник на третата виенска школа на психологија, неговата школа на логотерапија. Станува збор за човековата потрага по смисла, кој што е, мислам, негово најпознато дело, преведувано на многу јазици, и во кој што зборува за зачетоците и за основните принципи на логотерапијата, меѓутоа низ неговите искуства како преживеани, неговите искуства во Аушвиц и мислам и во други логори во нацистичка Германија. Од друга страна,
Сеќавања, тоа е една помала книжка исто во издание на 3, кој што мислам дека ми беше и мој фаворит и прв избор кога бирав од Виктор Франкл. Тоа е една многу топла, многу кротка, многу скромна автобиографска книжка со слики внатре, фотографии, исто така од Виктор Франкл. Нема да се одлучам, ќе ви ги препорачам и двете. Човековата потрага по смисла, книга што мора да се прочита. Од друга страна, ако сакате да подобро да го запознаете Виктор Франкл, тогаш прочитајте ја и Сеќавања, кој што нема да ви одземе многу време и ќе го запознаете уште подобро овој човек, зачетникот на логотерапијата. Четвртата книга, повторно роман, кој што сакам да го препорачам и да кажам неколку збора за овој роман е На крајот од денот од Казуо Ишигуро. Казуо Ишигуро е современ британски писател кој што пред неколку години ја доби Нобеловата награда за литература. Имам прочитано неколку негови романи, одличен писател е, меѓутоа На крајот од денот ми е дефинитивно фаворит и за мене е ова одредено ремек дело и современ класик во литературата. Станува збор за некаде во доцните 50-ти и 60-ти години во Британија, каде што еден батлер кој што работи во Дарлингтон Хол, тоа е имотот на лордот Дарлингтон, и се сеќава, значи таа тргнува, добива писмо, добива повик од една негова поранешна колешка која што работела таму на истиот имот. Решава да оди да ја посети, добива 6 слободни денови, заминува со автомобил и на тоа патување, додека патува, додека ги минува тие 6 дена на пат, почнува да се сеќава на неговите работни денови, служејќи му работејќи во дворот на лорд Дарлингтон и неговите искуства таму. Меѓутоа, приказната се расплетува и не е само тоа, не излегуваат на површина само поврзаноста на тој лорд со тој бил симпатизер на нацистите, значи зборуваме за предвоена Англија и предвоена Германија, зборуваме пред Втората светска војна, меѓутоа почнува на површината да излегува многу суптилно, многу фино неговиот однос со таа поранешна колешка, дека не било се професионално или нивниот однос бил малку подлабок од тоа. Меѓутоа доаѓа цел наплив на сеќавања, на емоции, го доловува нивниот однос, кој што и тоа е толку суптилно, толку мајсторски Казуо Ишигуро навлегува во психологијата на овој човек и во неговата професионалност, не мешањето на емоциите, желбата да остане верен и професионален во работата. Просто прекрасно ги опишува Казуо Ишигуро тие односи меѓу овој човек кој што е веќе остарен и кој што веројатно се сваќа дека има пропуштено една прекрасна прилика. Последната книга за која што сакам да кажам нешто во ова видео е Homo Deus од Ювал Ноа Харари. Харари е израелски писател, меѓутоа не пишува фикција, значи ова не е роман, тој се прослави со неговото дело Сапиенс, кое што е поднасловот е кратка историја на човечкиот род, во кој што зборува за еволуцијата и за развојот на човештвото. Меѓутоа оваа книга гледа кон иднината, има според мене интересен духовит поднаслов, а тоа е кратка историја на иднината. И сосема на кратко кога би можел да сумирам, би рекол дека тој се занимава сега, гледа кон иднината и се занимава со 3 човечки стремежи кои што обстојуваат со векови, илјадници години, тоа се желбата за бесмртност, желбата за среќа, за блаженство, за благосостојба и желбата за одредена моќ или божественост. И тој ги става во контекст, овие прашања ги поставува во контекст на целиот развој на IT технологијата, на вештачката интелигенција, на технолошкиот развој во кој што се наоѓаме и ги поставува прашање и прашува дали на вистина овие се достижни цели на човештвото и ги прашањето е на крајот е дали Homo sapiens ќе биде заменет од Homo Deus или човекот Бог, ако може така да се каже. Провокативна, интересна книга, книга со многу увиди. Харари не тврди дека е некаков пророк или дека не предскажува што ќе се случува во иднината, меѓутоа дава некои можни сценарија кои што мислам дека се актуелни денес и може да не засегаат и може да не бидат интересни. Значи тоа беа 5 препораки на 5 од моите 10 омилени книги во издание на издавачката куќа 3. Се надевам дека некои од овие сте ги прочитале и некои допрва ќе ги прочитате. Се надевам дека ќе ве инспирира ова видео да ги прочитате и чекајте го наредното видео со останатите 5 предлози за изданија од 3. Поздрав!